Наредниве минути во Македонија наутро споделувам уште една убава вест која што не направи горди, за која што апсолутно треба гласно да се говори, како потврда дека имаме многу млади, паметни деца кои што имаат многу што да кажат и покажат глобално. Имено од 550 надпреварувачи од 41 држава од целиот свет на глобалниот надпревар по природни науки кој што се одржа во Њујорк, нашиот Ѓорги Николовски од Прилеп го зема првото место. Токму тој не е во Македонија наутро. Добро утро, Ѓорги, добре ни дојде во утринската програма. Добро утро, драго ми е што ме поканивте. Ајде, пред да започнеме за надпреварот, морам да прашам во детали од каде и кога потекна желбата за природни науки? Па јас уште од мали нозе, уште пред да започнам основно образование, имав огромна желба и љубопитност да го проучувам светот околу мене и да го наблюдувам. Па потоа во основното образование започнав да се надпреварувам, прво на надпреварите по математика, а потоа и на надпреварите по природни науки и сватив дека математиката совршено го опишува нашиот физички свет и тоа ме мотивираше уште подлабоко да навлезам во природните науки. Од 550 надпреварувачи од 41 држава, ти беше единствениот македонец на надпреварот во Њујорк. Како се случи учеството? Па јас за овој надпревар прво дознав преку училиште. Нашата професорка по информатика во гимназијата ни испрати линк. Потоа подетално го разгледав надпреварот и сватив дека јас сум добро квалификуван за да се надпреварувам. Прво беше одржан еден онлайн квалификационен надпревар на кој што јас се квалификував за финалето. И надпреварот во Њујорк беше поделен во неколку области: кодирање, роботика, математика, природни науки, физика, хемија и биологија. Сега многумина кои што не гледат ќе кажат како ги одбрани тешките предмети и како тебе ово ти оди од рака, но мораме да прашам што значи подготовката за еден ваков глобален надпревар. Па процесот на подготовка за мене прво вклучуваше да се подготвам математички и да ги разработам содржините математички, а потоа јас учев и разработував од книги кои што се предаваат на врвните универзитети во светот по трите области: и физика, и хемија, и биологија. Кој ти е омилен од овие три? Од овие три не можам, односно тешко е да кажам. Добра. Тешко е да кажам кој ми е омилен, затоа што јас најголемо задоволство чувствувам кога ги имплементирам знаењата од сите три предмети. Кои вештини беа најкорисни? Ајде така да го формулираме за да успееш на надпреварот. Па најкорисна вештина која што ја поседував беше теоретската основа која што имав од математиката претходно, а потоа се разбира и способност за критичко размислување и логичко размислување се исто така клучни, бидејќи овдека решаваме проблеми кои што се секојдневни, но и не секојдневни баш проблеми и потребно е да се размислува на поинаков начин. Како беше организиран надпреварот? Која држава, кои учесници од која држава ти беа најголема конкуренција? Па најголема конкуренција искрено јас почувствував од државите Романија и Азербеџан, затоа што тие има пратено повеќе од еден тим за надпреварување. Мислам дека Романија имаше 3 тима пратено и така. Која држава има млади со најдобри знаења? И сега тука мислам не само на природните науки, тука мислам еве и на кодирањето и на роботиката, она во кој што имаше организирано надпревари? Па според тоа јас што го следам на меѓународните олимпијади, забележувам дека Соединетите американски држави доста се пласираат високо, доста се рангираат високо на надпреварите. Исто така учесниците од Русија и од Кина се исто така добро пласирани и од Индија се. Какво беше темпото на одржувањето или реализирањето на надпреварот? Што беше најнеочекувано, најинтересно во текот на самиот надпревар? За мене лично беше најинтересно да запознавам другари, исто како мене, млади научници, од целиот свет, да ги спознавам нивните култури, да видам како тие се подготвуваат и учат за ваквите надпревари. Трета година заврши во гимназијата Мирчаца во Прилеп, сега почнуваш четврта. Има време, би се рекло, но и нема толку многу време за размислување за избор на факултети и на професија. Си размислувал на оваа тема, она што сакам да го споделиме дека по надпреварот, покрај златниот медал се разбира, доби некаква опција и за стипендија во Америка, но од она што ми го кажа првично, не си нешто многу заинтересиран за студирање во странство. Да, Америка е доста поразлична од Македонија и морам да кажам, за мене Македонија е
ми лежи на срце едноставно, подобра. И јас би сакал да студирам и да продолжам да работам во Македонија. Се разбира за студирање, можноста за студирање во странство не испа ги одигра, но кариерата дефинитивно сакам да ја продолжам во Македонија и да го имплементирам најдобрите стратегии кои што се имплементирани во странство, да ги имплементирам и во Македонија. И кога пред разговорот те прашав дали природните науки ќе бидат некако избори за идна професија или инволвирани во целата оваа приказна, ти ми кажа да, сепак ќе останам на тоа, но исто така ми кажа дека си задоволени од квалитетот на образованието кое што може да се понуди во моментов во областа на природните науки. Да, во Македонија, во оваа област, во природните науки, има доста квалитетен кадар во моментов и програмата од која што се студира на институтите на природно-математичкиот факултет е доста вклопена со програмите од странство, во некои аспекти е дури и подобра од нив, но сепак ја мислам дека практичниот дел малку повеќе треба да се разработува во Македонија. Но сепак теоретскиот дел е многу добар. Во однос на подготовката за надприверот, претпоставам дека тука семејството е прво и основно, но исто така имаше поддршка и од училиштето и од менторката која што впрочем ти ја даде идејата дека постои ваков надпревар. Да, имав поддршка. Се разбира, тука имаат и удел и наставниците од основното образование и од средното образование, другите ментори кои што ми беа и другите професори, мојата класна раководителка, моите роднини, пријатели. И каква беше реакцијата по враќањето во Македонија со тој златен медал? Па сите беа изненадени. Тие очекуваа дека некакво постигнување ќе имам, ама баш дека златен медал и првото место му дојде неочекувано. Која е, така да го заокружиме разговорот, која е пораката до сите ученици кои што се интересираат за природните науки, можеби да им дадеме идеја идната година да остварат тие учества? Па да, природните науки се всушност ги има во секоја област од нашиот живот и се доста клучни за нашето секојдневно живење. Во природните науки јас сметам дека имаат добра можност за кариера, за добар живот и дека и доколку е тоа нешто што навистина сакаат да го работат и го љубат да работат, дека доколку работат трудолюбиво, ќе добијат добри резултати. Јас те посакувам само успеси, прво добро здравје за да може да ги реализираш истите и искрено сигурна сум дека и во периодот кој што следува ќе се гледаме со многу убави вести. Ми спомена дека ги сакаш и природните науки, зашто е потврда и успехот кој што ни го донесе, но каква музика сакаш, Ѓорѓе? Што слушаш во слободно време? Па искрено немам баш некој жанр што ми е омилен. Слушам најмногу поп, класична музика, понекогаш XU радио и така. Ги слушаш Пеперминт? Си ги слушал нашите Пеперминт? Имам слушано некои песни, ама не често. Еве имаме сега промовираме нова, па можеш да слушнеш нов летен хит се надевам. Ќе биде благодарам Да, баш ми е било. за гостувањето во Македонија наутре. Ви благодарам за поканата.